Сообштение во врска со браната на река Отиња денес испрати партијата Граѓанска демократска унија. Во него партијата на Петар Колев прашува: Станува очигледно дека градоначалникот Бочварски не може да ги разбере пресовите и прашањата кои му ги поставуваат колегите од Граѓанска демократската унија Штип. Ова не е прв пат тој да не даде конкретен одговор, или прашањата се премногу комплицирани, или вистината не му се допаѓа. Затоа да бидеме поедноставни, ќе прашаме конкретно: Господине Бочварски, каде се парите од доприносот на граѓаните за браната кои со години беа собирани? Станува збор за речиси 1 милион евра. Ги има или стариот двоец ДПМНЕ и СДСМ ги направивте пепел за овие години, па сега здружено си молчите. Само не ни се оправдувате со фиктивни договори за заем на јавните предпријатија, бидејќи сите знаеме дека јавното предпријатие ИСАР е во трагична финансиска состојба и никогаш нема да ги врати тие средства. Ете, за да ви олесниме, кажете каква е улогата на господинот Панде Сарев, поранешниот градоначалник на Штип од вашата партија СДСМ. Второ, во врска со вашето домакинско работење, дали е домакински да имаш готов проект за брана, изработен од градежен факултет со поминати ревизии и се што е потребно. Потоа, истиот да биде ревидиран од градоначалникот Алексов од редовите на ВМРО ДПМНЕ за сумата од 1 милион и 500 илјади денари, готов за реализација, а вие да потрошите нови 10 милиони денари за уште едно ревидирање на проектот. Кажете им на граѓаните дали е точно и која е фирмата што го ревидираше проектот и се облажи со 10 милиони денари, пари од наши донации, иако веќе готов проект изработен од градежен факултет. Стои во денешното сообштение на Граѓанско-демократската унија. Во меѓувреме, одговор на сообштението на ГДУ даде штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Сакам да ги убедам и нив и граѓаните дека додека е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на власт, парите од самопридонесот се на сигурно. Парите од самопридонесот стојат и парите од самопридонесот ние нема да ги употребуваме во овој момент за изградбата на браната. Токму затоа имавме и пресконференција пред недела дена со претседателот на владата Зоран Заев, кој што вети дека оваа брана, овој капитален објект за Штип, влегува во програмите и плановите на владата, така што ние веќе имаме обезбедено конструкција финансиска за изградбата на брана на река Отиња. Но сакам само и да ги информирам и граѓаните и ГДУ дека апсолутно не е точно дека готов проект за браната на река Отиња имало. Тоа не е точно. Проект немаше. Проектот беше започнат, но не беше завршен и ние сега ги направивме сите напори со градежниот факултет да се заврши тој проект. И третата работа, не е точно дека проектот чинел 10 милиони денари кои што ги платила општина Штип. Можам да ги информирам дека Министерството за земјоделство на нас ни одобри средства за студијата за животна средина. И тоа е уште еден позитивен момент кој што оваа локална власт може да се пофали, дека ние обезбедивме средства и за студијата за животна средина, но обезбедивме средства и за изградбата на браната. Тоа се средства кои не се од буџетот на општина Штип, туку се од буџетот на државата. Така што ние успеавме да го доработиме основниот проект, кој што беше започнат во 2003 година, кој што не беше во можност да се извади со тој проект градежно одобрение. И важно е дека ВМРО ДПМНЕ нема ниту 1 милиметар направено во доработка на тој проект или во реализација на овој многу значаен проект за Штип. Ние го завршивме проектот, обезбедивме пари за студија и обезбедивме средства за изградба на оваа брана.